Добро утро, сега што е утро 10:27 минути. Со вашиот колега од ВМРО ДПМН, колешката Велкова разговараше за состојбите во Македонија, а бидејќи сте вие председател на Демократската обнова на Македонија, партијата Дом, згодна е оваа прилика за неколку теми да поразговараме, но прво да поразговараме за она што и како пратеник ве тангира, и како партија и така натаму, тоа е за оваа еколошка такса, еколошки зелен данок и така натаму, што е многу актуелен и сето тоа. Најавите се дека владата ќе инсистира за воведување на таа такса. Таа такса, според објаснувањето на Заев, има за задача да поддржи одредени иницијативи во областа на заштитата на природната околина. Од друга страна, опозицијата вели тоа е само начин да се наполни буџетот, бидејќи приливите се слаби и така натаму, со целата онаа критичка реторика со која таа ја настапува. Како, ајде да прашам прво, каков е вашиот став кон целата таа работа? Вие сте и во власта, но исто така имате поспецифични, да кажем, пристапи кога се овие теми во прашање екологијата и заштитата на животната средина. Така е. Ние сметаме дека е потребно да има еколошки такси, еколошки данок, како ќе го наречеме. И во таа смисла и во ова воведување дополнително, што би означувало дополнителен данок на горивата, бензин, дизел и така натаму, бидејќи се тоа фосилни горива. А точно целта на зелените и веќе не само на зелените, туку генерално тоа е цел на Европскиот зелен договор, значи на целата Европска унија, а тоа мора и на глобално ниво понатаму да се пренесува, е да се напушти користењето на фосилните горива како јаглен, нафта, а да се преминува кон користење на обновливи извори на енергија, пред се сонце и ветар. Значи, тоа е целта која што треба да се постигне. За да стигнете до таа цел, се разбира, затоа изборуваме за транзиција и тоа праведна транзиција. Што значи тоа? Дека прво е транзиција, период, не можете преку ноќ, се разбира, тоа да го направите, оти мора да водите сметка и за социјалната компонента, се разбира, и за бизнисите, и за нивните интереси, за да и тие имаат време да се прилагодат, да се адаптираат, но праведна е пред се затоа што велиме никој не смее да биде заборавен. Значи мора да се води многу внимание да се обрне на социјалниот аспект, да не тоа биде директно удар само на граѓаните, туку основниот принцип во овие промени е загадувачот плаќа. Значи, оние кои најмногу загадуваат, тие мора да поднесат и најголем терет во промените. Тоа мислам дека малкумина не би се согласила со ова што го кажувате, па дури мислам дека и опозицијата сега да е кој било тука би ги споделил овој дел од ставовите. Но проблемот секогаш доаѓа до таму што ако се донесе оваа такса, овој зелен данок или еколошки данок и така натаму, се поставува прашање добро, ќе се прибираат парите. Како знаеме дека ќе се трошат за ова за што вие говорите? Оти тоа е смислата, оти потоа фаќаат тогаш држат вода критиките на опозицијата дека всушност се ќе отиде во големиот казан и ќе се купуваат гласови, да упростам до крај. Така е, мора да се знае тоа, да, тоа е и нашиот став и затоа ние со години наназад бараме воведување на фонд за животна средина. Тоа го најавува и премиерот, ако не се лажам. Да, и мислам дека и дел од програмата на владата, ама тоа треба да се направи. Значи, и тоа би водело кон ова, оти не е само таксата од горивата, има многу основи кои се оданочуваат точно заради заштита на животна средина како некој вид на еколошки данок, но потоа тие одат заедно во буџетот и потоа немаме представа за што се трошат, каде се трошат и дали намената со која се собирани потоа е истата и за трошење и затоа мора да се обезбеди да се формира таков фонд во кој ќе се собираат сите овие средства, па ќе кажам по различни основи, но кои што се однесуваат за животна средина и потоа намената да биде точно за заштита на животната средина и климата. Не е пологично прво да се направи фондот, па потоа да се донесе? Пологично е. Пологично и досега требаше да го направиме тој фонд. Јас не мислам дека е тоа некоја голема процедура што одлука на влада претпоставувам. Со одлука може да се формира. Оти знаете и кога зборуваме, еве сега ќе има ребаланс на буџетот. И за буџет кога зборуваме, секогаш сите велиме и така е дека многу малку средства се одвојуваат од буџетот за животната средина. А не може овие промени сите што сакаме да ги видиме во смисол нели на борба со загадување и така натаму без финансиски средства
да се реализираат. А ако толку малку средства одвојуваме за животната средина, не може да очекуваме дека резултатите ќе ни бидат подобри. И затоа мислам дека е тоа идеалното решение и така ќе имаат и доверба граѓаните, затоа што ќе знаат точно тие средства каде се наменети и како се трошат. Мислам дека и од аспект на транспарентност е тоа многу важно. Доктор Морачанин, опозицијата најавува дека ќе го блокира законот со амандмани, тоа веќе стана една, како да кажем, редовна практика, пракса, и тоа е. Тоа Левица вели 700 амандмани, ВМРО веројатно барем уште толку и така натаму. Значи ли тоа дека ова сепак нема да се донесе како закон? Бидејќи што ќе се прави? Ќе влезе во процедура и никош нема да излезе? Нема да излезе, точно е. Секогаш кога има блокирање со толку многу амандмани, јасно е дека тој закон судбината му е однапред предодредена. И самата сте пратеник, како гледате на тоа? Од една страна тоа е еден демократски механизам. Да, не е дека иако не е гледам демократски. дека на запад за филибастерингот се отвараат големи дебати, затоа што тоа не може да биде сосема неограничен филибастеринг. Американците во Конгресот расправаат како сепак тоа да не извесе начин да се ограничи, бидејќи станува инаку бесмислено. Еден човек може да закочи многу важни процеси. Така е, еден пратеник, ако некој закон не му се допаѓа и можам јас 1000 амандмани да напишам, кои што немаат суштински ништо во нив, чисто ги поднесувате за да блокирате. И што се случува тогаш? Јас не поддржувам филибастеринг. Бидејќи доаѓате од една мала партија која што сепак била во различни во позиции и на опозиција и така натаму, вам ви е важно да ви се чуе гласот, предпоставувам, ама така ова е веќе една гранична ситуација. Така е, мислам дека тоа не е добро, можеби да, како механизам треба да постои, секаде го има, но тоа треба да се однесува за исклучителни ситуации, можеби не знам еднаш во годината или две, сега карикирам, се разбирам, а сакам да пластично да ја долувам состојбата во собранието. Кај нас имаме преку 20 сега во моментот закони блокирани, преку 30.000 амандмани. Не е логично тоа, ја блокираме институцијата. Целта е да ги зајакнеме институциите, за тие да функционираат. Тоа е носителот на демократијата. Власта се менува, пратениците се менуваат, локална, централна, но нас она што ни е потребно е да имаме силни институции кои што си функционираат и во кои граѓаните имаат доверба. А ние внатре еве во парламентот, наместо јас сум за тоа, нека трае дебатата и долго време со денови, со месеци за клучни прашања, неспорно, ама да имаме аргументирана, конструктивна дебата, а не од старт се блокираме, не можеме ни дебатата да ја слушнеме. Ние сега еве и не знаеме кои се контрааргументите, така, од старт веднаш ова не може, ќе блокирам. Дополнително тој ги оптеретува и службите во собрание. Тие сите јадници амандмани треба да се преведат, да се средат, значи го блокираме и системот, и парламент кој ќе отворите, тоа е дошт од амандмани. Некој веројатно сонот му е да блокира се. Ама не добиваме, освен ако е политичка некоја, нели, идеја, инаку како граѓани не добиваме ништо со блокирањето. Како ќе бидат граѓаните посреќни ако ги блокираме законите? Не, ќе бидат посреќни ако има аргументирана дебата, да има амандмани, предлози, нели, да се усвојат и така да направиме подобар закон. Или ако на крајот од дебатата кажеме дека некој закон не е добар, и тој може да се повлече и тоа било пракса и не е ништо страшно. Добро. Значи имате еден механизам. А за ова за во светот сега да ме подсетивте, оти јас сум член на таа група за соработка со шведскиот парламент, има една посебна група. Како е тоа во Шведска? Да, истото прашање јас на колегите, оти имаме вака онлайн, се разбираме, една отворена дискусија како функционира македонското собрание, како шведското, и велам како вие се справувате, еве вака со филибастеринг, како се случува тоа. И тие беа збунете, веле кај нас нема такво нешто. Ние знаеме дека постои како механизам, ама никогаш не се користи. Маја Морачанин, председател на Дом, партија во која што неодамно имаше првирања. Морам да ве прашам, ги надминавте внатрешно партиските состојби или се уште контроверзите се влачат? Се уште има разлики и тоа не е ништо страшно. Со колегата Богдановски разговарате, пратеникот исто така од вашата партија? Не, денес сум известена дека тој си поднел оставка од парламентот и мислам дека... Се извинувам, јас не сум ја видела или денеска ја поднел? Па јас не сум ја видела, ама еве сега бидејќи имаме седница,
дека веројатно ќе биде ставена да се констатира на собраниска на пленарна седница од тоа процедурата. Искрено да бидам, дури ни од утринава не видов ни по мреживе, порталиве дека има, може е тоа веста на денот. Не знам, мене така ме информира од собрание и јас не знам од него, немам директна информација, веројатно тој сигурно ќе го образложи своите причини. Тоа ме води до следното прашање кое е врзано за локалните избори. Доаѓаат локални избори за некој месец. Прво, има ли шанса да се одложат, да ве прашам? Да, слушам некои спекулации, затоа што ќе било близко со пописот, па не знам сега локалните, па како ќе било со пандемијата. Кај на се е можно, значи не ни е прв пат по Македонија да одложуваме избори, но вака сериозна дебата или разговор по тоа прашање не сме отвориле. Ние се подготвуваме за она што е договорено, избори локални во октомври. Во рамките на тие подготовки знам дека се разговара на еден дел од политичката сцена за обединување на неколку, да кажем, помали партии, политички сили и така. Докаде сте со разговорите? Постигнати се некакви решенија или тоа се очекува? Да, разговараме во една навистина конструктивна атмосфера со Либерално-демократската партија, со Демократскиот сојуз, со некои независни, непартиски, граѓански активисти и така натаму кои сакаат да се приклучат и мислам дека во добар правец одат тие разговори и мислам дека би можеле да го финишираме тоа како договор за заеднички настап. Проценивте дека ви е подобро тоа отколку да се преговарате и пазарите со СДСМ, претпоставувам? Знаете како, не е прашањето дали е подобар пазарот. За мене е клучно кога постоите како политичка партија, јасно идеолошки профилирана и мислам дека и тоа е нешто што треба во македонското општество да биде тема и да се внимава. Еве, ние сме зелени, тие се либерал-демократи, социјал-демократи, конзервативци и така натаму, имате некои вредности зад кои сте застанале. И на крајот тоа е причината зашто сте влегле баш во таа партија, а не во некоја друга. Ако причината е да направите некој личен пазар и да добиете некоја функција, мислам тоа не води никаде кон подобро. Да, јасно ни се мене и личните амбиции, секој има, неспорно, легитимно е, но мора да првенствено да не води идејата зашто ние сме се приклучиле баш кон таа одредена групација, што на крајот не е задолжително, не е така морате да бидете член на партија. Апсолутно, и тоа е добра волја и избор личен, но ако веќе сте на позиција каде што луѓето ви дале доверба да работите за тоа, сте биле бирани, мислам дека е честно и одговорно тоа да се одработи во интерес на граѓаните, согласно вредностите кои сте ги застапувале јавно. Може би пропуштив, но не видов ваш коментар за оваа, како да кажем, ребрендирање на ДУИ и станување зелена партија. Вие со децении важите на македонската вашата партија како представник на зелената агенда, да кажем, нешто што инаку во голем подем во Европа и во светот. Така. И сега одеднаш го добивате ДУИ кој е така прилично габаритна една партиска структура, на истите теми говори, се ребрендира, се прогласува за зелена. Коментиравте негде или прв пат ќе ви биде да Не, ме прашуваа, се разбира, новинарите, темата беше актуелна и така е. И не е тоа нешто ново, значи, ако пред 2-3 децении за климатски промени никој не зборуваше освен зелените, за животна средина тоа беше некој маргинално прашање и ние бевме така иронично ословувани, зелените нешто, тие се зелени и така. Со тек на време, нормално, темата станува се поактуелна, граѓаните се повеќе заинтересирани, особено овој зелен бран во Европа. Видовме дека носи промени и дека веќе тоа станува и треба да биде тема за мене број 1, затоа што ако не успееме да се справиме со климатските промени, да се адаптираме и да го спречиме понатамошното влошување на состојбата, тогаш ќе ни се случуваат овие промени што веќе ги гледаме. Како што се торнада, урагани во Чешка, не знам, невреме во Москва, нешто што е невообичаено. Тоа е де факто резултат на Ванкувер. Јас морам да придам денеска, коментирам неколку пати, јас сум просто шокиран. Од секој сум мислев дека тој Ванкувер е таму негде на крајот на северот на светот, кај што добро има некакво лето, ама 49 степени температура, тоа е ставено на глава, веројатно. И тоа се климатските промени. Ќе има периоди на изразени
топлотни бранови, временски непогоди, земјотреси, урагани, кои што циклично никој не може да предвиди како ќе се менува. Слабе иницијативата на Дуи или ве? Да, така го почнавме разговорот, значи се повеќе политички партии, да речеме и во конзервативните партии водат веќе сметка за животната средина или социјалдемократите, нешто што претходно не било тема и тоа е нормално. Партиите се прагматични, сакаат да одговорат на потребите и барањата од граѓаните и тоа е добро на крајот, затоа што колку повеќе е таа тема присутна и луѓето се заинтересирани, и политичарите, свеста расте и испораката треба да биде подобра. Тука е само дилемата и мислам тука и граѓанските активисти и овие невладини организации, точно тоа беше забелешката, затоа што Дуи е долго време веќе во власта и тоа точно на клучните ресори кои што се важни за живот. Преку 10 години сигурно, да. И други институции, инспекторати, агенции и така натаму, Министерството за економија, тоа се сите многу сродни институции кои што имаат големо влијание на животната средина, но резултатите што ги видовме од таа работа не се добри. И тука се најголемите критики и забелешки. Од ова колку што разбирам како партија не ве плаши Дуи. Ве плашат ли граѓанските движења? Сведоци сме дека и особено на Балканот ова го доживеавме како изненадување состојбите во Хрватска на локалните избори, каде што неколку значајни градови начело со Загреб беа освоени од граѓански активисти. Вие сте партија која секогаш била во некакво сродство со граѓанските движења, особено од овие зелени провиниенции, да кажем, и така натаму. Сега се чини дека ќе излезат разни независни листи, веројатно на луѓе кои што се непартиски, ќе сакаат да се надпреваруваат на локалните избори. Дали ви е тоа конкуренција реална? Јас се радувам да има повеќе листи. Тоа е богатството на демократијата и тоа веројатно и повеќе ќе ги стимулира и граѓаните да излезат да гласаат, бидејќи знаеме, гледаме како оди трендот, веќе се демотивирани луѓето и да одат на избори затоа што се разочарани дека не може ништо да се смени и така натаму. Така што апсолутно не. Тоа е богатство. За мене е богатство да имате повеќе листи, поголем избор, секој си има своја програма, она што е суштински е да внимаваме на вредностите и на заложбите. И она што ќе го ветуваме пред граѓаните да биде реално дека може да се испорача после во текот на мандатот. И мислам дека тука е најголемото незадоволство. Инаку сите можеме да кажеме убави приказни и јас сега можам да ви кажам дека од утре не знам што, ама тоа не е така. И јасно е дека граѓаните тоа го препознаваат и сега зборувам генерално за сите. Истото прашање го добиваме веќе зборуваме и за транзиција кон обновливи и така натаму е зошто не побрзо, да, зошто не пред 50 години на пример. Ама моментот е тој. И затоа и Европска унија вели со зелениот договор да постигнеме климатска неутралност, значи да се сопре емисијата на штетни стакленички гасови до 2050 година. А го донеса договорот лани. Значи 30 години период. Оставаат, критиките се големи дека за тие 30 години толку многу уште ќе се дорасипе работата. И нашите европски зелени исто така бараат побрзо, бараат поголеми ограничувања дебата. Од друга страна, развојот економски не може во овој момент и во догадно време да се подпре во оваа неопходност која што е потребна за развојот на општеството на зелени иницијативи. И сега гледам, вие сте против рудници отварање, вие сте против, не знам, погон за обработка на ѓубре, преработка. Како ќе најдеме таа средина? Балансот, така е. Затоа што гледате, тоа го гледам во македонско општество, на многу теми тој баланс не можеме да го постигнеме. Притисокот за градење згради е притисок кој што исто така легитимен, затоа што луѓето водено од бизнес интерес. Ако во град нема зграда од 15, каде треба да има? Да има негдека во сред централна Македонија во шума. Од друга страна, ако пак нема паркови, зеленило и доволно парки места, и тоа е сосема нормално. Успевате ли тој баланс да го најдете помеѓу она што е малку и тема модерна? Често го добивам ова прашање и ви благодарам, ти е добро да се објасни, затоа што не доживуваат дека ние сакаме го стопирате развојот. Да го стопираме развојот и да живееме како пред еден век. Така, камено дома. Не е така. Не, Зелената партија е многу прогресивна, да речеме, ние ги поддржуваме сите тие процеси на дигитализација, на прогрес, на иновации. Воопшто не е намерата да живееме ова што велите како во камена доба и има начин. А тоа е таа зелена економија. Значи, место да инвестирате во загадувачки индустрии, загадувате во
незагадувачки индустрии во развој на зелената економија. И точно сега и во контекст на ковид кризата, апсолутно, тоа е огромна социоекономска криза, не само здравствена, и целиот свет на глобално ниво е тоа така, имаат сите проблем и секогаш нели дали бизнисот да се зачува ако е загадувачки затоа што криза е, па тоа влече вработувања и така натаму, сериозни се тие прашања, но има начин. И тука мора државата да инвестира и тоа го прави Европска унија. Тие одвоја 750 милиарди евра за тој зелен recovery план за опоравување од корона кризата. Значи, да, затоа велам државата да инвестираме, да стимулираме, но во зелена економија, не во загадувачките индустрии, бидејќи тие не доведоа до ова. Морачани, меѓутоа ве враќам на почетокот на разговорот. Ќе се оди со предлог за воведување еколошка такса, а фондот за еколошката такса што треба ги прибива парите не е направен. И сега тоа е, како да ви кажем, на крајот се тоа добро звучи, но нешто мора да се живее, да бидам се крајно да упостам дебатата. Апсолутно. Може би вие треба да сте против тој закон во собранието додека не се формира фонд. Апсолутно, јас тоа јавно го кажувам, еве и во вашите и на други емисии. Да, поддржувам еколошка такса, иако е непопуларно. Значи, граѓаните никој не сака нешто да биде поскапо. Било за што, било за... Мислам, тоа е природно. 0, не знам колку. Не е важно, но во принцип тоа е сосема непопуларно да им кажете на луѓето од утре нешто ќе поскапи. Па дури и нешто што не го користат. Но тие се начините, стимулација и демотивација. Стимулирате нешто што сакате да придонесе за развој, сега зборувам за зелен развој, од друга страна воведувате и непопуларни мерки за да демотивирате користење пак на вакви, еве во случајов се штетни горива. Но дефинитивно да, ставот е тоа, поддржуваме еколошка такса, но сакаме да знаеме тие пари дека навистина ќе бидат наменети за учествувате во власта, за крај да ве прашам. Тоа што велите сакаме да знаеме. Сте го прашале министерот за финансии, сте разговарале со Заев како тоа го? Не сме разговарале, бидејќи ова на влада пред неколку дена мислам одела таа дебата, предпоставувам. Во собрание не е почната дебатата. Јас бидејќи сум пратеник, нели во собрание е мојот момент за дебата. Маја Морачани, председател на Дом, благодарам за овој утрински брифинг. Доаѓаат локални избори, ќе видиме следната недела. Сепак ми се чини дека овај трилинг од партии кај што разговарате за можен заеднички настап ќе има и нешто подефинитивно, па ќе се видиме и од септември кога ќе почне кампањата. Благодарам.